Православните христијани вчера го пречекаа последниот ден од поклади и од денеска ги започнуваа 40-дневните пости за најголемиот христијански празник Великден. Денот по прочка е чист понеделник и новој ден се чисти куќата, а особено се внимава садовите за храна да се измијат и исплакнат од мрсното. Во минатото тоа се правело со брашно или пепел и со подолго вриење. Великденскиот пост или Великиот пост, како што го вика народот, е најстрог и најдолг. Трае 48 дена од чист понеделник до Лазарева сабота и уште страсната недела од Светници до Великден. Постот не значи само откажување од мрсна и обилна храна, туку и од контрола на страстите и откажување од алкохол. За време на великденските пости, покрај вообичаените конзумирања храна од растително потекло, житарици, зеленчук и овошје, постојат и одредени карактеристични продукти што се подготвуваат само во одредени денови за време на постите. За време на великденскиот пост важен е и духовниот пост. Верниците во деновите на постот треба да се воздржат од лоши мисли и дела и да се обидат да најдат духовен мир, без што постот нема смисол. Постот е токму тоа, да достигнеме таа хармонија помеѓу телото и душата, но и да ги израмниме, да ги подобриме односите меѓу нас. Постот подразбира воздржување од храна. Светите оци воздржувањето од храна го побарале како дисциплина за нас, не заради тоа што храната е нешто штетно и лошо, туку затоа што преку стомакот и преку воздржувањето од одредени видови на храна умот се држи во концентрација, во внимание, во една состојба на будност. Великденскиот пост е единствениот што има подготвителен период од неколку недели. Најпрвин тоа е неделата на Митарот и Фарисејот, потоа неделата на блудниот син и најпосле месопусната недела, кога за последен пат е дозволено да се јаде месо. Во текот на 7-неделниот период на Великденскиот пост има повеќе празници.